Почитувани, како што претходно информиравме, на денешната седница на Централниот одбор отворивме дебата и донесовме заклучоци за неколку клучни политички прашања кои ги одбележија 100 дена на старо новата влада. Членовите на Централниот одбор дебатираа за правецот во кој ќе се движи Македонија после извештајот на Европската комисија. Оценивме дека извештајот е реален. Сепак за СДСМ е неприфатливо напуштањето на праксата на Европската комисија да ја користи придавката македонски во своите документи, нешто за што предупредуваме веќе 3 години. Изразуваме посебна загриженост за изјавата на комесарот Штефан Филе, кој изјави дека Македонија може дури да го реши спорот за името, а да не добие датум за преговори, ако реформите вака заостануваат. За СДСМ евроатлантска интеграција останува стратешка цел од највисок приоритет. Потоа, Централниот одбор изрази сериозна загриженост за скандалозното прекинување на пописот кој нанесе срам на државата на меѓународен план и огромна финансиска штета од 14 милиони евра. Недозволиво е за земја кандидат за членство во ЕУ да не може законски да спроведе ниту една статистичка операција како што е попис. Оттука Централниот одбор ја задолжи пратеничката група на СДСМ во собранието да поднесе предлог закон за попис со идентичен текст како за овој попис, кој ќе содржи предлог пописот да се спроведе од 1 до 15 април 2012 година. Сметаме дека ова е сосема доволен период владата соодветно се подготви. Само со ваков пристап, преку одржување на попис со објективни резултати и кој ќе отсликува реалната состојба, ќе може да се ублажи штетата. Сакаме да ви информираме дека надвор од овие политички теми, иако до партијата нема стигната официјална писмена иницијатива или предлог, Централниот одбор на СДСМ отвори расправа за идејата за непосредни внатрепартиски избори. Во рамките на расправата по оваа точка беа ставени на разгледување компаративни искуства од регионот и од Европа, при што членовите на Централниот одбор има можност да дебатираат, да анализираат од повеќе страни и да се изјаснат за оваа идеја. По оваа точка Централниот одбор ги донесе следните заклучоци. Статутот на СДСМ овозможува голем број на демократски форми и процедури, преку кои секој член може да го искаже својот став и да предложи активности на партијата. Во таа смисла СДСМ е една од најдемократските партии во Македонија, а неспоредливо подемократска од партијата на власт. Идејата за внатрепартиски избори е нецелисходна, неприфатлива и не соодветствува на постојниот политички контекст во државата, ниту пак суштински допринесува за поголема демократија во партијата. Централниот одбор со ова ја отвори и ја затвори дебатата за идејата за внатрепартиски избори и во иднина целосно и исклучиво ќе се посвети на политичка борба со актуелната недемократска власт. Благодарам. Ако има некои прашања, поведете. Дали отворите темата за формирање на опозицијски фронт? Не, тоа не беше точка на дневниот ред и не отворивме таа тема, но таа тема постои, таа лебди и таа тема колку што се стега авторитарно станува власт, се повеќе станува релевантна во државата. Благодарам.